Здраво, во заграда името на гостинот. Нормално. Извини, шо рече? После тоа ќе кажеш, мило ми е што си ми гостин во емисија во заграда името на гостинот. Жере, читаш насоки, емисија како се води? Баш ми се допадна твојот во заграда последен проект што гостинот го има направено. Ало, буквално гледам како читаш лист и како кажеш во заграда, човек. Кажи ми нешто повеќе за во заграда следниот проект на гостинот. Нормално. Боже, сачувај каде дојдов на емисија после 9 години, човек. Страшна работа. Интересно, во заграда делува заинтересирано за приказната. Кажи ми повеќе за тоа во заграда името на гостинот. Вечерашни гости Сања и Слаткар, а сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ами господа, ovo je 1-1. Ja sam Žarko Dimitrievski, vijek gledate, tamo 5 plus za Peppermint i Marijan Georgijevski. Помина и нова година, и Божик помина. Да, минатата недела беше и стара нова година. Не знам што е смешно со тоа. Не знам дали знаете зошто се вика стара нова година всушност. Па изгледа дека само старија слават. Мислам... Не. Сакам да кажам дека само стари лица ја слават во сигурно во градски во ЈСП, секој вторник и петок. Слава стара нова година, Да. вторник и петок. Добро. Не, слушај, вистински причина поради која се слави 14 дена после остатокот од светот е календарот. Значи ова е вистина. Нашата црква си се води според јулијански календар, Божик се паѓа на 7 јануари, ама остатокот од животот го живееме според другиот, грегоријанскиот календар. Ова е вистина, ова се факти. Чекај сега, сакаш да кажеш дека оваа емисија е снимена пред 2 недели, а оди сега, така? Не. Ова е снимено пред 3 недели. И слушај, значи, кој друг се води според тој календар? Знаеме дека Русија и Србија исто го имаат истиот календар, ама во ова друштво се наоѓаат и други држави, например Етиопија, Казакстан и некоја земја во Африка што се вика Еритреја. Така се вика земјата во Африка. Не знаеме каде се наоѓа точно, мислиме дека е онде некаде. Не знаеме каде. Тука е некаде. Еритреја, бе? Еритреја. Еритреја. Мислам, немам слушнато држава која што се вика како воспаление. Да, Еритреја. да. Од каде си од Еритреја? Да, на доктор идеш, господине, воспалена ви е Еритрејата, ќе мора да ви ставиме антибиотици. Ама знаеш што ти вика? Слушај, може да биде и полошо, може да добиете Сомалија. Тоа е како болест. Или замисли која реклама е било? Дражеј со еукалиптос, специјално за Еритреја. Да, за Еритреја. Ама има и нус појави. Например? Значи нус појави диареја. Ова е новиот лек. Бозо, не, Бозо сгреши. Испосрал. Испосрал форте. Ама да не се зезаме со Еритреја, сепак си се држава. Да се вратиме на поентата. Значи, доцниме со славието. Ние доцниме. После 2 недели. Тоа е како на журка да дојдеш кога се е испиено, изедено, ти Еритреја се мотате ни станот, барате по некоја голтка од флашите испиени, мацкате со лепче од руската што останало. Тоа е тоа. Значи, генерално, Добро. Значи тоа сакам да кажам. Чекај се, сакаш да кажеш, например, ако се вратиме на тој стар календар, ќе треба да преместиме се 2 недели? Например, ако преместуваме, нема веќе да биде реченицата на Бранко на 15 септември. Ќе биде на 29 септември. Кај беше ти за стара нова година? Па јас дома вртевме мазни книги. Дома?
Значи вака, за стара нова година, знаете дека по одредени радија се нарачуваат песни преку SMS пораки. И луѓето се веселат така малце поише. Исто како нова година, така и на стара нова година. Ние снимивме што се случуваше на познатото Зона МиГ-21 радио, каде што познатите SMS порачки се чести, така што сега ќе пуштиме исечок од програмата на Зона МиГ-21 радио за време на стара нова година. Мац, уживај, вие луѓе уживајте. А програмата се вика од SMS до песна. Со SMS до песна. Да. Да, не дека ние го измислиме. Ајде да чуеме, да видиме. Здраво мили, здраво драги, одиме повторно со SMS пораки. Вели, пуштете ја како ли јас да пораснам. Поздрав до сите млади и луди шофери од Диме Спасов. Поздрав Диме, дајте ја песната Досадна недела. Поздрав до сите во двор број 2 од Мите Чавков. Голем поздрав до екипата во СЈО со песната Шармер од Супер Звезда. Ве чекам на Сарми, Груевски. Ова изгледа некој влюбеник во готвењето. Браво! Одиме понатаму со SMS пораки. Поздрав до сите амбасади кои се наоѓаат на Кале со песната Чадорче од Зоки Заев. Ха-ха, кој си носи чадорче не наврнува. Браво, Зоки, поздрав! Поздрав до целото студио од Шекеринска. Поздрав и до тебе, Шекеринска. Вели, пуштете ми ја песната Бонбонче. Бонче, омилена ми е. ПС, издавам стан во центар. Браво! А сега ова често го правиме, прашуваме познати личности, а тие одговараат на нашата 1 на 1 анкета. Значи, прашањето е: кој изговор најчесто го користите кога доцните на работа? Значи, со што се вадите? Ацо Станковски одговори: се изфрлав на табаните од алуминиумот во воздухот. Мирка Велинова одговори: ги депилирав препоните. И кој изговор најчесто го користите за на работа кога доцните? Силванева Бонева вели: заглавив на патарина. Второ прашање: по кого сте крстени? Тито Петковски вели: по Тито Джексон, брат му на Майкл Джексон. Ова е вистина. Али Ахмети: по Мухамед Али. Вау! И на прашањето по кого сте крстени? Спасе од 1 на 1 одговори по копчето Спасе на тастатура. Спасе. Малку жешко прашање. Прашањето е дополни. После секс, Викторија Лоба одговори: се галам со дечко ми. Петре Шилегов одговори: палам цигара. После секс, Саше Политико рече: после што? После се? После секс, после што? Зимскија празници ни се на сите добро познати како период во кој знаеме да заглавиме со добро друштво, па она ќе одам на по една станува, ќе одам на по 50. Детоксирај се со добра шолја чај, Good Nature комбуха, а за целосна детоксикација на телото и душата Хотел Гогов Пехчево, спа, масажи, природа, адреналинска патека, за добар изглед тука се секогаш Фешенел Powered by Елена Лука, а сега како на часовник точно навиен. Тука е нашиот преговараш за презимето Мешевски. Мешевски! Какво Коледа, бе? Седи, бе, полека. Како црно Коледа, бе, пријателе? Помина Коледа. Шо ти е работа? Ништо не е поминато, бе. Само режимот на Груевски, бе. Машала. Ајде сега дај нешто, бе. Греф е да не дадеш на Коледа, бе. Да ти кажам, браво. Јас ве им дадов на правите коледари, за тебе едно дапче, ако сакаш да ти дам само тоа. За дап не се прашува, бе. Добро. Дап се дава. Добро, бе, баце, добро. Ти- Океј. А дај ти стај, ако сакаш, и некоја илјадарка во кесава, бе, брат. Зашо, шо е работа? Па не ги сецна сите бонуси. Нема ми ни за леп.
Толку многу немаш пари што мислиш дека овој картон е кеса. До леп ли е дојдено, бе, Мешевски? Толку немаш ништо? Ти се поматил и умот, пријателе. Па добро, сега не е дојдено до леп, ама ке немам да си купам златни ножеви бе од Париз. Ја мајката. За сецкање да си имаш. Ја мајката, нати ситно нешто да не просиш. Аплауз за Мешевски. Е ти, Па, ајде. Ајде. Мешевски! 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 Подготвени? Да, ги знаеме кои се гостите, а започнуваме со мажот во куќата. Започнуваме со Марко Маринковиќ, Слаткар! Аплауз, Слаткар! Одлично! Ова вие меѓу омилените негови или... Да? Добро. Преубаво е. Преубаво. Последниот пат ние правевме со Слаткар рап битка правевме фактички. Он зборуваше за Груевски Заев. Мислам, јас зборував. А ти беше Заев и Груевски. Ја бев Заев и Груевски фактички, да, и добро пројде, да ти кажам. Па да, увек можеше болje. Сакаш болje да направиме? Сега? Да. Пак да правиме Груевски Заев. Мислиш? Сака? Па, знаеш, ја мислам дека више не се битни они, болje да си пееме еден на друг. На други теми? Зашо сакаш на други јас теми, еве. Зашто сакаш да израпувам? За Димитриевски, за Маринковиќ може да си За пееме, Маринковиќ место да пееме. Груевски за Заев, да. Више Добро. нив ги има сегден. Сакаш да кажеш за весели работи, да, значи не Па, да не е нормално, толку. Па да. добро, може да пукнаме еден за нова година. Еден рецитал. Рокни, ајде. Ајде, окей, ајде, дај ми режија, дај ми битче. Нова година. Одлично. Да го почувствувам ритамот. Може. Слушай. Пред 20 на дена дојде годишната смена, 17-та си пројде, 18-та си дојде, кај за нова, немам појма, устава ми фати пена, пак бев дома, пие вино, со ефтина цена, пиев сок со пројден рок, броев до 12, тик-ток, жи ми бог, немав план, каков блам, пак бев сам, осамен во празен стан. Дојде година нова, е каков тајминг, ми фалеше баш тоа, задоснета плата, досна втора рата за вечера, имам руска салата, некој оди бора, јас си седам владна соба со филмовите до Зора. Слушај, знаеш која е Зора? Иначе Зора ми е комшика до мене, имам стан, добра жена, заврши во вера, цири, вири, трена, работи трета смена, комшика е на цена, секој е сабајле иде рано, добра женичка е Зора. Добра. Аплауз за Зора. Злате, љубов моја. Уште малку. Чекай сега по-грубо малку. Слушај, ваму, ако ме сретнеш на улица, на топло илви улица, не приоѓа ми, јас сум жарен, не сум фраjer, зарем изгледам за таков, јас сум ваков, малку палав, малку лабав, ко спиење да стана, пред снимање 2 години чармавнав, сега пеам, сега си се смеам, на телефон јас не кревам, пред 2 дена ми се јави една симпатична жена, звучеше ко и ми рече, жаре, дај ми една шолја, јас си реков, јас сум жарен, не сум фраjer, зарем изгледам за таков, јас сум ваков, ако не ти се свиѓа тоа, па ти ми се задабов. Задавов! А слушай, ова е меко. Знаеш што пуштиот почеток за Слаткар, а Слаткар е по-крупен, не може он да биде така мек. Знаеш што? Ја мислев дека нешто овде ќе се пцуеме еден со друг, бе, брат. Сакаш? Ако си дојден за тоа, дојде Мешевски. Еве, значи јас и Мешевски ќе седнеме тука, ти терај таму, а ти направи диз за мене и Мешевски. Бива? Морам да имам бекап. Хајпмен мора да има.
Ајде бе. Оди таму, оди таму. Таму. Попушти малце у студио, речи. Yeah. Yeah. Put your motherfucking hands up. Сакам сите да дигнете рацете горе. Јас сум real motherfucker и сум бил motherfucker. Тоа што нема да бидеш никад ти motherfucker. Немој да ми глумиш ил motherfucker. Те знам ја тебе, ти си мамин син, ма да сакаш да бидеш куче, да бидеш копилен, но мајка ти за ручек уште ти звони на мобилен. Ало сине, кај си? Иве, мамо, идам. И ти си нашол да збориш за улица и рил рап. Мене не ми биле рил причите и римите. И ти се смеат глупако, извини се. И кажи, нема никад више, жими се. Кажи им, жими се. Ја, еднаш биди фер. И признај дека би се лугас само да те светат светла. Но тебе светло не те сака ич. Другар ти го светна, али само на блиц. Добар. Може ли? Аплауз за Марко Маринковиќ, Слаткар. Марче, ја кога дете глумев у серии. Ти што правиш? Ја шиткав книги на плоштад. Шиткал некој од вас книги на плоштад. Ова е вистина? Да, бе, брат, мислам. Скопска вистина, не знам од... Чекај, од кај се книги, бе? Па... Од година што сум ја прошол, нешто сум украл од личната библиотека на татко ми и мајка ми, нешто сум украл од некој школски... И правиш тезга на плоштад и продаваш книги? Да, фрлам картони, имам 14 години, продавам книги, после тоа доаѓам дома, татко ми ме гази дека сум му шитнал книги што му се битни. Омилената книга, така, ја нема веќе. И тоа имам. И колку парички се вадеше, пример, за джепарац? Па, по 100-200 дневно, лапав. Добро. Не е лошо, бе, слушай. Марче, многу често во Бугарија. Појма нема, може бугарски пасош имаш, цело време си у Софија, човече, како повеќе време да си у Софија него во Скопје. Да, задниве 2 години поише работа, поише бизнес имам у Софија него. Знаеш бугарски? Не знам, ама ги знам оние што се основни Хората. Еден аплауз за хората. За хората. Ама главно јазикот е многу сличен. Не можеш да не се разбереш со човек, освен ако не име некој тамо од оној морски ондел кај што мислам дека јони не ги разбира. Или ако се збори за свирка. Да, свирка. Да. Свирка, да, и исто и тоа е многу битна стар. Секој човек ако е некој музичар овде и ако иде у Софија, добро е да каже ја дојав овде да ви правам свирка. Супер. И добро ќе пројде. Да. Ќе си помине убаво. Мислам дека ќе има многу јака реакција. Сега, ти глумиш и во филм таму. Значи, моментално во Бугарија работиш на саундтрак за филм. Да. Ама и глумиш во филма, не само работиш музика. Да, Кој е филмов уопште? имам една улога и тоест имам улога и се глумам само, стари, знаеш. Значи, as himself. Така ме. Добро. И не сум ја многу по глумата, ама добро беше тоа што барам да правам музика за филм. А знаеш како сите наши музичари се рату гаки која ќе кажат дека прават музика за филм. И така е, мислам, гаките ми се... Така? Они, види. Да. Кратка улога? Ситна, да. Така? Здрава. Шоприш, доаѓаш и шоприш. Доаѓам и нешто ми се пуштаат девојки, да не кажам. И ја правам здраво, јас сум Марко, мило ми е. И она прави нешто, не знам што, и ја баш ми е драго. Чекај се, да се глумиш себе си у филм, значи дека си многу познат. И ја би рекол, од што имам слушано муабети, дека ти си не еднакво познат како во Македонија, него можеби ти си попознат во Бугарија отколку што си во Македонија. Види, у Македонија ме знае и баба Стојна. Популарност немам ја онаква мейнстрим. Добро.
Ама има еден македонец што добро се снаоѓа на ритам, добра музика прави, како му беше името, не знам. Значи една која би збореле процентуално на 20 до 30%. А како почнаме, Марче? Како почна? Како почна да се пробиваш, да речеме, со што беше? Прв пат отидов 2013 имавме концерт у Софија Лайф клуб. Софија Лайф клуб е еден клуб кај што свират светски музичари, меѓу кои наш само свирал Владко Стефанов. Значи моцет джез блуз клуб е, така? Да, има свирено, не знам се, има некој им. Да, некакви си BB King едно друго. Да. Па тој умрел, па шкртнал тука, па бил, па слик. И имаше првиот концерт, имаше толку такви нивни celebrity guys. Дојде ни да те гледат тебе. Да. И тоа беше чудно. Пример беше, не знам, тој што глумел главна улога под прикритие. Тоа уште го немам режира. Беше Графа е еден од најголемите музиканти нивни. Графа е бугарскиот Владо Јаневски, уствари. Генерал. Така му говори. Само е малце помлад. А добро бе, имаат ли хип-хоп сцена они? Имаат. Они сега моментално, сега да не кажам дека ја имаат најаката хип-хоп сцена, ама у моментов имаат толку разнолик рап, толку разновидна музика, од оние што се ептен underground. Интересен рап. Рап или смрт, до оние што се R&B, до оние што се наши излаги, вика ја не правам пари, ја не правам рап ради кейф, правам за пари. Имаат буквално све и сите се ценат и се држат еден со Добро бе, знаат други рапери македонски? Да, знаат. Види, добриот филм е сега дека у Бугарија целиот New School уствари е оформен као саунд од 2008 до 2012. Од 2008 до 2012 кај нив не имало никаков рап. Нема рап. А тука има Сладкар, Тони Зен, имавме ние огромна експанзија на секаков хип-хоп. Значи, тоа наше време се дешава сега кај нив и углавно ја мислам дека овој New School рап има учено од оној наш меѓу New School и Old School рап од 2008 до 2000. А стари бе, Сав? Чиста околина? Сав, пример, Сав ги ценат многу, пошто се Сав првиот бенд, ми сам јава како што сум зборил. Таков рап по тоа време немало нигде на Балканот. Ти да прашаш и србени, и хрвати, и бугари, и било кого да прашаш ти Сав име. Сав треба споменик да им се направи. Да, треба. На Митко Гоце. И на Смилен. Слушај, кажи за Криско. Сега, Криско е меѓу најпопуларниот во Бугарија. Криско стана милионер. Аплауз. Како бе милионер? Толку, а? Да, па така, брат, кој имаш пазарот од малтене пута 6 од нашиот. И он е помлад од нас 2-3 години. Добро. И не знам кој баш ми каже, бе, Криско стана милионер. Стварно викам, од рап милиони. Така да има надежи за нас. Ти напри како се викаше, Тик-так? Тик-так, Тик-так со Криско, а со Жареб мајка би продале за власт. За власт. За власт. Сладкар е еден од музичарите во Македонија што има најмногу прегледи, но со прегледи нормално си одат и коментари, а со коментари нормално дека си одат и негативни коментари. Така што сега Сладкарче ќе си прочита некој од најнегативните негативни коментари. И ќе му дадеме шанса да си каже што мисли човекот. Најхардкор негативните. Ајде, почни си кога сакаш. Кога сакам? Така, прва е... Шо вика? Ирма Гогова. Добро. Добро бе, знаете нешто асално да направите без сење пиња вака така дрога. Ирма, ја не сум направил ништо со сење пиња вака така дрога, не знам зашто збориш. Мише. Мише? Мише. Тата Мише. Тата.
Добро. Сладкар, како што идат годиниве и како што ги правиш песниве некаде 2019-та, очекувам песните да ти звучат како на Елвир Мекич. Кул, добро. Више, JJ, првата песна ми има направено 2009-та, така да сум едно 10 години пред тебе. И моите песни звучат на Елвир Мекич едно 10 години пред твојата визија. Браво. Локо МН. Ево е психопат. Што вика? Ова изгледа коментар на песната за Сања и спота за свадбата. Сладкар, со Криско да направиш свадба, ки имаше 7 милиони. Добро, мислам, може и наш артист да има балкански цифри без разлика на самиот фјучерник. Што вика понатаму? Софија Арџелиева, шупак ни еден. Се продаде за пари, сега викаш дека ова било рап. Green out е, тие се рап. Право е? Green out е, тие се рап. Така е. Green out. Аплауз. Unknown. Сладкар е догаз дека човекот од која ќе се ожени се расипува. Жално. Ниски удари. Види, човекот од која ќе се ожени се расипува, ама јас сум расипан уже пред да се ожени. И уште едно имаш? И Бојан Стојанов. Доказ дека сум бил многу глуп код дете, тоа што мислев дека ова е добар рап. Ова е брука. Види, чим ти имаш доказ дека си глуп, ја факт немам да те убедам. Се сеќаваш кога беше Мис Македонија Сања? Да бе, ја шиткам. Стварно, брат, тие го... Поранивте денеска, бе. Имам одличен збор за денеска. Хюге, или тоа е дански начин на живот. Тоа е состојба во која уживаш во најнормални природни работи. Ништо наоколу не те нервира. Значи, состојба во која си најрелаксиран и правиш некои работи како например ова. Хюге. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како например ова. Се разбира и ова. Добра шолја чај. Се разбира, сакам тоа. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празнична магија во просветно дело. Звучни тродимензионални сликовници, најубавите басни и бајки во светот, книги полни со активности, новогодишни авантури. И оваа нова година, најубавите подароци за деца се во просветно дело. Попуст до 80% на над 900 наслови. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти?
вкусот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и лут флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Дајкин Алтерма, вистинско решение за секој дом и комерцијален простор. Загрева 5 пати поефикасно од конвенционалните грејни системи. Грее до минус 25 степени надворешна температура. Дајкин во соработка со ИЦС Груп дава 30% субвенција за користење на Алтерма топлотните пумпи. ИЦС Груп, партнер на Дајкин. Прочитај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, светски позната докторка по флипсологија, науката за тоа како храната влијае на доброто расположение. Се извинуваме, докторке. Докторке, ми треба брзо решение. Кое е идеалното нешто за послужување за кога ќе ти дојдат старосватицата и старосватот на гости, а ти баш си се спремил да одиш и да читаш спот за витаминка? Благодарам, докторке. Навистина го имате лекот за секоја ситуација. Сања Николич е тука. Здраво. Сања Николич Маринковиќ, извини. Сања Николич Маринковиќ, oh no, мислам. Без тире измеѓу. Без тире, да. Океј. Сања ја вметнуваме во муаветот со нешто многу интересно. Ние прашуваме работи
тие треба да одговорат на нивните таблички. Значи и Марко има, и Сања има. Јас прашувам, тие одговараат и едноставно го покажуваат одговорот, па ние ќе гледаме дали одговорили исто или сепак има некаква мискомуникација во семејството Николич Маринковиќ. Значи, прво прашање. Кој спие од лева страна на креветот? Да видиме. Ајде. Пропо. Да кревам. Дали може? Крева двајцата 3-4. Марко, јас. Така е. Одиме потешко. Која му е омилена мајца на Слаткар? И нема одговор. Мора некоја мајца, најомилената која му е? Омилена мајца на Слаткар. И 3-4 со... што вика? Джастин Бибер вика Слаткар, а Сања Адидас било која. Добро! Добро, од најновите. Трето прашање. Кога се запознавте, датум бараме? Датум. Многу време се запознававме. Нема зборење? А период може? Ајде. Нешто најблиску, значи пред 7 години. А Сања шо века сврти Сања? Златна бумамара 2010. Па точно е, бе. Златна бумамара ми се пушташе, сакаше. Се пушташе? Ке се Многу разбираме. на бина се качува и ми се пушта, бре. Ама Викам, доста срамота е, не се пушта. Ова сега води со ова. Со ова води. Со ова беше ептен поени за ова доби. Ова се 4 поени. Она, шо ти пред 7 години. Која песна ја пее Слаткар кога се тушира? Сега? Да, најново, шо му е? Добро. Смеам да кажам? Што не е издадена, не знам дали смеам. Ајде се договоривте. Ајде да видиме. Исти одговор ги имаме. Да, ако ајде. Не. Смеам? Бе, како не смеам. Ајде да видиме го Слаткар. Ќе утнам. Ќе утнеш? Чекај. Слаткар не утиња, еве го, напиша више. Чекај, ајде да видиме ти. Слаткар вика романтика, Сања вика романтика. Што се? И последно, на чија слава Слаткар си има најмногу напиено? На чија слава? Знам. Пошто знам која се љутам. Аха, кај Илена Свети Николе, а Никола овега на секоја слава. Сања и Слаткар продолжуваме. Гледате 1 на 1 сезона 9, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Значи преубава си. Значи фала. Значи ептен. И ти со малца помалца коса. Да, ама не е лошо. Не е лошо. Да, добро стареам. Види, ти беше у А2 еден период, така која бевме заедно, тоа пред 9 години. Да. Е, тогаш имаше озбилна работа. Да. Малко завишаваш. Точно така. Убави времења, нели? Многу одамна. Ти Сања, уствари, која ќе размислам, беше во првата сезона на 1 на 1. И толку. Да. Ама, чекај, првата сезона пред 9 години, толку не сме се појавили иначе на телевизија, стварно, 9 години. 9 години, ниту интервју, ниту проект, ништо. И Марко која доаѓаше, навика, уживај со мене си. Демек на емисијава после 9 години, не се сеќавам со мене, се сеќавам. I got your back. Уживај со мене си, да. Ти демек искусниот се, да. Абе, многумина мислат дека Сања ти е менаџер. Ова сериозно. Страшна работа. Вака, значи, ние имаме заедничка фирма Иноватива, меѓутоа поделена е на 2 сектори. Има адвертајзинг сектор, кој што го водам јас, и она ентертеймент секторот на Марко. Кој што го води Желе. Музика, продукција. Значи, ама добро, нивниот сектор е маса популарен, знаеш, и се појавува на пост.
на менаџер. Значи јас него Ке биде, брат, ке биде. Види на што личиш, види, чекај малце, стој на бина, назад, брат. Јас него не можам да го менаџирам у 17 квадрати дома, не па по Македонија и надвор. Бугарија. Бугарија. Замисли. Нема шанси, значи нема шанси, така да он неговиот сектор, ја мојот сектор супер. Да, добро се функционират, ама и ти одиш често во Софија и Бугарија, не така само он? Да, одам, па последниот проект ми беше Music Idol 2009 година. Фала Богу, стекнавме многу фини пријатели. Така. Што сега ни се соработници у едни дали нови можеби, проекти. Дали можеби со Андреј работиш? Да, Андреј ми е, мислам, работам сега. Тоест почнавме како продукција да работам. Се сеќавате како тој беше водител? Еден од водителот, да, Иван и Андреј. Низо Ќорав е. И двајцата се ниски. Едниот е Ќорав, така се препознава. Да, Ќоравијат и не Ќоравијат. Ќоравијат и не Ќоравијат, иначе Џуџиња и Страст. Меѓутоа, мене ми е многу близок пријател Андреј и сега и заедно соработуваме на нов проект. Ама ние го побаравме Андреј и му кажавме дека доаѓаш и го најдовме Андреј и Андреј ни прати едно видевце. Му рековме дека е Сања тука и тој рече добро, можам ли било што да си ја поздравам едно друго, ние му рековме слободно. Значи водителот кој го водеше Идол на времето, Андреј кој бајдо е многу познат во Бугарија, ќе збориме за тоа. Еве го неговото видео обраќање. Познаваме се со Сања Николич од 2009 година, когато правихме заедно Music Idol 3 за Българија и Македонија. Помня, че ни казаха, че ще ни пратят Мис Македонија и ние се зарадахме, че бихме могли да правим много неща с нея. Но много и нямахме доверие като водеща. После разбрахме, че тя е много готин човек. В началото даже ние давахме слушалка и тя ни се сърдеше за това. С годините станахме много близки. Мога да разкажа много неща за Саня, но най-важното, което мисля е, че има някои хора, аз вярвам в преражданията, с които смятам, че се познавам от предишни животи и това е Саня. Имам чувство, че винаги сме били приятели и надявам се така ще и остане. Сега работата отново ни събра с турнето One Love България и Македония. Вярвам, че той има голямо бъдеще и че най-добрите ни моменти те първа предстоят. Саня, много целувки от София. Всички те обичаме. Целият екип на Междинна станция. Браво, Саня. Какво изкуство беше Идолот? Прекрасно, затоа што... Тоа беше голем проект. Многу голем проект. Мега. Значи, и мене најдраго што ми беше, затоа што на почетокот малце не ме сватија озбилно. Добро. Ќе дојде некој од Македонија да биде водителка, па била мис на Македонија, па сигурно нема што да каже и слично. Само убава е гарант, ништо поише. Ај, осте, тоа него стварно очекува дека немам што да кажам и некако ме буквално на страна од сценарио си лично. Си изборив да бидам рамноправен водител, на крај да испадне дека и ета се требаме едни на други. Па едно време ме зезани и ми дава ни слушалка од режија да слушам што се случува горе. Меѓутоа се покајав на крај затоа што разни глупости, неповрзани со емисија, деконцентрирање за време лајв, значи ужас беше. Меѓутоа како и да е, тоа е еден многу убав голем проект, професионален проект. Јас сум многу среќна. Беше Дарко Илиевски. Александар Тарабунов, Бојан, Стојков, да, убави времења. И уште неколку, меѓутоа овие се бутнаа на финалето. Кажи ми за Идол и популарноста што ја стекна во Бугарија. Мислам, како се ефектуираше, како чувствуваше дека стана популарна во Бугарија? Бата ли Македонија? Како таму почувствува дека те знаат? Па, види, стварно, значи, на еден поинаков принцип работат и концептот именно за секој што ќе дојде од страна да го почитуваат маца повеќе. Мислам, и тоа не е во ред ни од таа страна, ние како што правиме, али во ред, ајде, мене ми пријаше тоа време. Стварно се бореа за кого да дадеш интервју, за кого да сликаш едиторијал, за кого да сликаш насловна и дури да ти платат за тоа. Не зезај! Да. Така да. Се плаќало интервјуа? Плико соблекувална ќе ми оставиш. За 9 години. Ѓоко остави и по тие празните, кога пише се. Тие кои се на свадба. Имало ли момент, бидејќи сите, без да звучи лошо, ама убави девојки, генерално, после известно време на популарност, добиваат и понуди за фотографии, по-секси да ги кажеме така. Генерално така е, секојаш се убави девојки. Во Бугарија? Па и секаде. Да. Си имала некоја понуда таква?
Па во Бугарија имаше еден национален нивен весник, списание кое што така со голоти располагаше. И Плейбој бугарски. Значи двете па нешто го направи како фора да се надава за тоа кој како што, ама добро, нема вест. Ама ништо не испадна, а? Непристојни предлози демек. Не прифати? Не. Не, добро. Види, најнепристојниот предлог што сум го добила. Бега мама после што каже. Најнепристојниот? Најнепристојниот предлог искрено што сум го добила од Бугарија да добивам бугарски пасош за еден ден. Без разлика, тоа за мене е непристојно, така, значи јас сум горда македонка, без разлика. А демек, значи ти бугарски пасош ако сакаш утре. Да, ако сакаш утре за еден ден, не помине тоа е непристоен предлог, не ова друго. Да. Како да е друго, некако смета нели за работа и во рете тоа. И секој си се представува како што се сака нормално. Ти спомна за Мис Македонија, тоа пред колку време веќе беше? Има време. Пред 18 години, кога имав 18 години. Ете така. Значи многу. И уште кој да има 18 години. Абе, то... Ајде уште една аплауз. Уживам ова, Марко, уживам. Па за тоа ми кажа уживај со мене си, разбираш, излудува аплауз. Озбилно аплауз мене на бомба. Се сеќаваш кога беше Мис Македонија Сања? Да бе, јас шиткав книги на площад. Стварно брат, тие години. Сања, 200 на дневно трак. Па тоа е честно заработуваат. Сега ако си 18 години, да. Во вакво време денес како што е, со Дунавки, Мунавки, нешто од кај, знаеш, нема некои мисови. Ја не сум видел мисица некоја во последно време. Како да ги нема, кој да нема мисови, кој да не права. За жал, види, ние искрено, мислам, моето гледиште дека ние како народ заборавивме никако да се забавуваме. Баш со Мартина си зборевме претходно тамо. Значи, воопшто за било каква манифестација, дали е Мис на Македонија, дали е, не знам ти, Макфест, фестивал или слично, еве да ве пофала вас како екипа, вие единствените кои што правите нешто и што се движите веќе години и години. Па имаше една 6-7 шоу. Ама тешко е. Сега, знаеш, малце, едва очекуваме никој да се појави да направи нешто. Па чекай, оваа колку се здебелила паливава трепка и киднала малце по-десно, нели на лево треба да е. И секоја IP адреса е лоша критика. Работител што може би... Да, иако знам дека со текот на годините таа организација на Мис на Македонија никако се запостави, што е за жал. Без тоа значи дека не би разлика... се појавила да имаш сега 18 години во ова време 2018-та? Па не знам. Не, сега не од причина што такво време можеби не би. Ај зошто да знаеме, окей, ама зошто не? Не ради тоа што сега со овие критики и начин тоа баш што го кажав секоја IP адреса што е една негативна критика и така настроена народот, значи ја мислам дека не би можела да ги читаш. Он може, примерно ја не би можела како јас да го поднесам, мислам тоа. А од друга страна бил муж на 18 години. Ти доаѓа некој шупакен. Читаш книги. Баш така, а од друга страна ми е криво, затоа што една девојка помислила дека тоа е нешто не е во ред, не треба се појави нешто испод подниво, не се интелигентни, глупи, прости, злоупотребувани. Добро, во тоа време кога беше ти престиж беше да бидеш Мис? Ја не сакам да коментирам за тоа, мислам дека не сум ни компетентна. Беше не зеза, така е. Евросом гледавме. Така е. Значи ќе се собереме дома на прва трак и леле која е. Абе ти знаеш ли кој беше жири, Марко Сања која беше Мис? Знаеш дека Владимир Милчин беше жири. Па да, имаше. Значи не беше само убавина и крај тоа. Да, имаше битни луѓе од државата, што ќе професори едно друго. Кажи Сања. Сакам да кажам тогаш и малца поинаку беше, тоест некако самата организација беше на некое подруго ниво да се осеќаш горд дека идеш да постигнеш нешто, па после ја представуваш државата нели некаде надвор. А од друга страна не можам да критикувам сега, затоа што нели викаат убавината нели е релативна работа, од друга страна не се коментира
Меѓутоа внатрешната убавина, мене кој ќе ми каже внатрешна убавина, ме асоцира на и желудников многу јако и преплет сребава се многу јако Знаеш какви испреплетани. дробови бели имам? Да, валјда тоа некој особини Најбели. слично. Баш така. Ама ми е стварно многу жал и криво за тоа што не треба било каква манифестација за било што да се однесува за ентертеймент и е за некоја си добро, сепак се случува, не треба да згасне. А не се со негативно, само негативно. Да. Така е. А тогаш да те прашам, кој те пријави, се сеќаваш? Како се најде ти на мис? Па, ета, многу случајно ме зеза умало, машко друштво. Сам секоја жена што има машко... Да. Ајде. И Мушко брат така е. ми... Бака нешто глуми дома, шамари дома. Да. Летат. Ова телевизија е страшна манипулација, иначе да знаете. За цел народ. Иначе да, со брат постар сум растена, машко друштво, мислам покрај женските нормално. И као на зезанција дека ти никад нема да бидеш дама, кога ќе облечеш тикла што ќе се случи, ајде да те пробаме мис на Македонија, тој е стил. И ја реков, ајде не само што ќе одам, него и ќе победам. И ето се случи. Најако, нели? Генгста. Генгста. Ама... Шо беше награда тогаш за мисица? Имаше Чекай, шо официјална спонзор имаш? награда? Шо спонзор автомобил имаш? Најдобри за Форд. Па Форд Фиеста добив. Ама вистина. Највистина. Не, највистина новата возеше? Форд Фиеста, да, ја возев. Црвена, многу убава. И тоа ми го искоментираа малце од прогласувањето, кога ме прогласија, ми ги дадоа клучевите. И ја прв вака ми ги дадоа, меѓутоа прв публика што видов беше брат ми, вака прав. Ајде. Да. Разбираш, со джиткање, знаеш, на спортскиот стил, од тенис, што сум тренирала. Ајде, брат, фаќе твое, уживај. Нема в години. Ја дам дом. Лаже. Абе, чекај да те прашам, ајде да видиме кој што јаде. Прво, Пазен. најбитна работа, кој кого ќарил, бе? Кој се пуштал, кој се трудел да биде недостапен, како е оди ова се? Ајде. Него го прашуваш или мене ме прашуваш? Тебе, ај ти кажи. Значи, јас сум му кажала многу пати, дај да се договориме, пошто до ден денес се немаме договорено, за да барем знаеме на деца, внуци, Две што да верзии има, кажем. значи. Па, 10 имаме, Ама... ама... отпуштање. Каде ме мрче, каде? На Златна Буба Мара. 2010-та. Не знам која го Да, дава. февруари. Излага на бина и ми вика, ти прати френд реквест, лайф и да све. Прати френд реквест, као, не можеш да ме прифатиш, ја и правам многу гужва има. Као ми се не. И тој е дома, нели, и одма. Акцепт. Одма и пишав што преш. Тоа е моментот, да разбираш? А не се дека темата Она ми беше пушти физичка. вода и ја почнав да се пуштам од која ми пушти вода. Така. Ама мина тоа Она сценариски пушти ми вода, беше ти дадено, сурферска да кажам. даска извади, брат. Сценариски. Да. Испланирано. Ој, мене ми пише да ти пише на Неговото сценарио болја функционираше. Свадба која правевте, вие немавте класична таква некоја си со адети, со обичаи. Без ора. Што ви донеле поклони, ајде да видиме. Бидејќи имавте полно познати, да ги кажам. Да, имавме. Ферус ви беше, например. Ферус ни донесуваше вазна. Вазна? Многу добра, брат. Ја имам уште? Да. Кај ви сте? До шоѓата увеќе. Таква шара е. Не. Таква форма е. Значи, стварно стои у веце, Ама не меѓутоа, ама Ферус, од мојот човек Ферус. ама чекај, ти не сакаш да кажеш дека И малце ми е кажавме на стилизирано микрофон, вецето. од мојот човек Ферус вазна. Кажував ја. Да. Зборував да чујат сите. Ама тоа не е се погрешно ќе те сватат луѓе. Да, така, извади го. Ај кажи ми ти, А пошто ја всушност, влегов значи, по стварно, колдовде. ја имам и некако наликува, значи, светилката како лустер, па вазната е тука, значи, малце не е стилизирано мислена ти е. вецето, Фенг да, шуй. значи, не е дека... Добро, Тони Зен. Знам, ти знаеш? Ти тикнува? Да. Би го направи, брат, човек од малото. Многу јако. Многу добра фора од дрво. И него да си Малото? кажа малото, Лисиче. квартот. Како блокови? Ново лисиче, Ново немој лисиче. лисиче, брат. Како Ново го лисиче Немој го направи 2 со години ми го згради, со кажеш. коли, со, знаеш, онака Да. што живеат
600 луѓе у една зграда. Бозо знае. И ни го направи од дрво многу добро, со ламба, го направи као столна ламба. Да не го прави лон. Се пресели се од ново лисиче, ама за да не го изумиш и да не ти хидне од глава, увек да се ги Сања некако не пишува веќе текстови. Сања има еден тон текстови и тоа врвни текстови напишано. Дај 3-4 онака. Знаете? Најпознати песни. Знаете сериозно текст некој Сања што има напишано? Не. Сега јас сум наред. Браво, да. Нешто знаеме. На Роберт Бабилов буквално на се што се појави од 2002 натаму, на Ѓоко Тановски со се што се појави с Богом најмила. Најмила? Таа да. И посадни лице. Јас имам силата? Не. Не. Добро. А зашто е смешно? Ја не ја знам песната. Супер, одлично. Како бе не ја знаеш? Силата е најубава песна. Како? Мора да ја знаеш. Ако ми ја знаеш. Айли Фиш. Не може да не знаеш. Да, така е. Айли Фиш беше хит. Кој хитови? Кои хитови? Па сега јас сум наред добро тие што Сега јас сум наред добро. Најмила. Не мора Ѓокова. Бата ли Ѓоко го спомнавме? Други? Александар Тарабунов има песни од мене, Дарко Илиевски, ама не ми такнуваат на... Сена се колку ти се објавени? По околу 20 и... Над 20 сигурно, дока е 30 негде. Не сум сигурна за точниот број. Има она, како го тоа, роялтис, тантиеми, како ги викаат, од зам. Ти стига паричка? Како не стига секоја година? Едно одморче добро и тоа. Одморче се лапа? Да, и тоа фино. А ти, Слаткар, колку? 5-6 одмори, значи? Ти колку текстови имаш? 200-300 можда? Прашај го, прашај. Јас имам помалце од неа. Стварно? Да. А ја имам 300 песни. Да. Ја имам 300 песни. Да, и Ама помалце парички ти стигаат. Затоа што он пцуе и не го пуштаат по радио телевизии. И затоа... па FM не го пушта, не ме пушта дека пцујам га. Така е. Не, тоа беше до прошла година више. Да, више јас не пишувам, треба да се активирам. активирам. Више не пцујам, сум дома. Не пишеш, а пее бе, Марко, пее Сања? Си ја ставил пред микрофон да сними нешто? Да ти гостува у песна? Си пее? Си пее дома, си пееме у кола често. Си пее добро? У кола пееме многу често и деме на се снимаме. Слепиот најдобро се ставања у мрак. Многу убав пар. Значи, многу ми е мерак што сте вака супер заедно и што си поминувате така добро и носите супер атмосфера каде да се појавите. И многу ми е кејф што најубавиот пар, ја би рекол вака меѓу овие попознативе беше денеска во еден ден и ја ви посакувам уште многу години што вака да си проведете насмејани и убавки. Ти биди си тоа што си, ич не си се менјај. Ти си дама пар екселанс. Не ве оставаме без подароци. Good Nature, бидејќи ги Слаткар многу сака чаеви. Витаминка. Сања и Слаткар, дечки, дајте уште еден аплауз за крај. Преубаво. Многу добро беше. Преубаво, види, многу добро е, тем добро и све тоа ради тоа што он е овде и не слуша.